Како што гледате во живо, значи Сеизмолошката обсерваторија ја следи сеизмичката активност на територијата на Македонија. Ова се податоците кои што во реално време, значи во живо, ги прима Сеизмолошката обсерваторија и, како да кажам, имавме среќа да граѓаните директно видат, еве имаше земјотрес пред неколку минути кој беше почувствуван, значи меѓутоа земјотресот е слаб со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала. Како што гледате, значи ова се податоците од Скопската станица, а ова се податоците од Штипската станица, Валандово, ова се грчки станици и една српска, и ова е станицата во Охрид. Како што гледате, значи земјотресот е доволно слаб да е регистриран само на овие две станици, додека на другите станици не е регистриран. Тоа значи дека земјотресот е преслаб за да сеизмичките бранови пристигнат до тие станици и да има осцилации од земјотресот. Значи ова е една илустрација само за слаб земјотрес од Скопското епицентрално подрачје. За Скопското епицентрално подрачје, како и што вчера повторувавме постојано од Сеизмолошката обсерваторија, период на повторување на земјотреси со магнитуда, Рихтерова магнитуда околу 4 е десетина години и 100 години е период на повторување на земјотреси со Рихтерова магнитуда околу 5. Во изминатите 10 години, значи немавме земјотрес со магнитуда 4 во Скопје, а во изминатите 100 години немавме земјотрес со магнитуда 5. Значи земјотресите што се случија вчера беа од нормалната сеизмичка активност која што ја дава Скопското епицентрално подрачје. Сега ви викате прв, втори или трет, случајно се погоди, да, значи првиот што беше 3,9, значи скоро 4, влегува во тој повратен период од 10 години и земјотресот од 15 часот и 10 минути, значи 5,3 со Рихтерова магнитуда во тој период од 100 години. Дали може да се очекува повторно земјотрес? Значи, ниеден сериозен сеизмолог или сеизмолошка институција во Македонија и во Европа и во светот воопшто не може да каже кога точно ќе има земјотрес, како што граѓаните би сакале да слушнат, дека во одреден, значи точно во колку часот или во кој ден точно ќе се случи земјотрес. Единствено науката што може да каже, тоа е дека постои одредена веројатност да во одредено подрачје за одреден период може да се случи земјотрес со одредена магнитуда. Значи, како што кажав, за Скопското епицентрално подрачје 100 години е земјотрес со магнитуда од 5. Кажете ми, изминатата денонокија, дали се смири земјата? Со оглед на тоа дека пред 6 минути, еве 7-8, колку поминаа додека зборуваме, имавме повторно уште еден мал потрес. Се стабилизирува ли земјата? Тоа ли е процедурата? Нормално е да после посилен земјотрес, значи како што може да видите, овој земјотресот утрина вчера са бајле во 2 минути до 7, а ова е земјотресот во 15:10. Значи, овој земјотрес се третира како предвестник, односно форшок на главниот земјотрес, а ова е последователна сеизмичка активност, значи авторшокови така наречени, кои што се случија по 15 часот. Сите овие земјотреси се што ги гледате овдека се почувствувани на територијата на Скопје, а главниот земјотрес почувствувани на територијата на цела Македонија, меѓутоа нормално со послаб интензитет почувствуване, значи во Велес, Валандово, Струмица, Берово, Куманово, Дебар.